Камиони, пари, станови и земјиште. Српските и македонските власти замрзна имот поврзан со македонскиот бизнисмен Борче Марковски, осумничен за злоупотреби тешки 1,7 милиони евра во Рек Битола. Според информациите, замрзнат имот на фирма со седиште во Белград, за кој е утврдено дека има врска со Марковски. Станува збор за 10 товарни приклучни возила набавени во 2025 година, за кои постои сомневање дека се купени со пари стекнати преку кривични дела. Од српските органи беше побарано да забранат на правното лице од Белград, на неговиот управител или на друго лице во нивно име да ги оттуѓува, оптоварува или да располага со моторните возила за кои постои сомнение дека се набавени и представуваат посредна имотна корист од кривичните дела за кои е отворена истрага, соопшти од обвинителството. Обвинителите побарале да се отвори сеф во српска банка за кој се верува дека е во сопственост на Марковски, за да се провери неговата содржина. Српското обвинителство го прифатило барањето и издало наредби за замрзнување на наведениот имот. Паралелно во земјава се замрзнати и околу 30 милиони денари од сметките на Марковски и неговата фирма. Ојо Битола побарало и забрана за располагање со дополнителен движен и недвижен имот, 3 стана во Скопје, парцела градежно земјиште, гаража и неколку возила купени во изминатите 2 години. Обвинителството смета дека станува збор за имот стекнат од незаконски активности, кој може да биде предмет на конфискација. Фирмата Марковски компани, нејзиниот сопственик Борче Марковски и уште едно лице од компанијата се осумничени дека наплатиле повеќе од 1,7 милиони евро од Рек Битола за работи кои воопшто не биле извршени. Со тоа, според обвинителството, сториле продолжено кривично дело, злоупотреба на постапката за јавен повик и јавно-приватно партнерство. Покрај нив, осумничени се и 5 вработени во Рек Битола, меѓу кои поранешниот директор Пеце Матевски, кој според сомневањата овозможиле фирмата да биде единствен понудувач и да добие договор вреден милиони. Марковски првично беше во куќен притвор, но по жалба на обвинителството, судот му одреди 30-дневен ефективен притвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија.